Христос воскресе, Ваше блаженство, архиепископ Охридски Македонски на Јустинијана прва Господи Господин Стефан, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, Ваше високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Палагониски администратор Австралиско-Новозеландски и пратеник на Светиот архиерејски синод при наставно-научниот совет на овој факултет Господин Петар, почитуван Ваше преосвештенство, почитувани академици, професори, директори, гости, студенти, добро дојдовте. Минатата година дадовме ветување со професорот Панов дека тоа нема да е прва и последна наша научна следба кога ќе зборуваме за она што Кирил и Методи го работеле. Еве, го исполнуваме тоа ветување и оваа година, втора, ќе биде и трета и четврта, ако даде Господ. Кирил и Методи се најголемите дипломати што некогаш ги имала Византија. И ако ги гледаме нивните успеши низ историјата, гледаме дека навистина биле добри во тоа. Меѓутоа, тоа е во делот на односите на Византија со другите народи. Но да не заборавиме дека Бог е оној кој што го создал и размислува како ќе се развива светот. И всушност таа нивна претходна работа, претходните мисии што ги има, ставете ги во контекст на подготовка за работа меѓу своите. Бидејќи Кирил и Методи одат меѓу христијани, меѓу луѓе кои што го примиле христијанството, но на туѓ јазик, не разбирале што е тоа. Тие го носат словенскиот јазик во богослуженијата. И се чини дека забораваме дека првиот епископ во историјата што богослужил на словенски јазик е всушност Свети Методи. И не само што бил епископ, туку имал титула на архиепископ. Имајќи го тоа на ум, ќе ве поканам не само денеска, и до година, и другите години на сите манифестации каде што се спомнуваат и се изучуваат Кирил Методи, да ги посетуваме, да учиме, туку ќе ве поканам ние како црква за нивното дело исто и благодариме. Тоа го правиме на богослуженијата во храмовите, повелете и таму. На крајот, само би сакал да ја посакам честит именден на ректорката, бидејќи вие славите именден всушност сега. Ви благодарам на сите.